Гостин во мие интервју е светски познатиот македонски музичар Владимир Василевски Четкар. За него не треба посебна најава, јас само би кажала дека е бисер на македонската џез музика. Меѓународните критичари пак го сметаат за едно од највозбудливите имиња во својот жанр, кој што внесува свежина во денешната музичка индустрија. Четкар, добре дојде во мие. Добро ве најдов, Наде, благодарам на поканата, прекрасно се чувствувам и да си направиме најбав муабет. Годинава изминува, така да може најпрво да ни кажеш за твоите постигнувања во 2025 година на музички план. Кои ти се плановите за 2026 и каде може да те види публиката за празниците, бидејќи мислам дека ќе бидеш во Македонија оваа зима. И плановите за турнеи во 2026. Така. Па 25-та година ми беше една од најубавите години до сега во кариерата, токму поради тоа што го издадов најновиот студиски албум Let Us Be, кој е веројатно да кажам, мое софистицирано музичко, така јас барем од сега доживувам тој албум, најсофистициран музички израз од мене до сега, и снимане со студио оркестар во Чикаго, во Милуоки и едитиран во Њу Јорк. Така еден обемна музичка група кој учествуваше во тој проект и се издаде во Јапонија преку Pivine, потоа секаде во светот. Pivine Records е една од најпознатите јапонски музички куќи која ме поддржава од 2013 година до ден денес. И таму имам навистина убав момент и моментум во Азија. Меѓутоа имав неколку турнеи во САД, од источна обала, средна, Мидвест до западна обала и како и во Европа, така после подолго време неколку настапи во Унгарија и нормално Македонија сум присутен со од време на време со некои интересни концепти, со мојот стандарден да кажам македонски бенд од 7 музичари со кои најповеќе соработувам тука. Имав турнеја во Јапонија, свирам во Киото, во Осака и динамична година беше, така да сега сум дома, вратен тазе пред 2 недели и ќе сум за празниците после подолго време присутен дома и сакам така во една домашна атмосфера со пријателите, со фамилијата да си ја поминам цела да кажам зима, може да се одморам и да почнам да работам полека на некои нови проекти во 26-та година. Како што спомнав, тогаш исто имам повеќе проекти, повеќе турнеи, ќе имам доста ремикси, многу продуценти исто ремиксат мојата музика, што е исто еден интересен момент кај мене. Светски имиња како Доктор Пакер, Dimitri from Paris, Дейв Ли, Джои Негро и Мусти и така натака. Музичари кои на некој начин, иако јас работам со жива музика и тоа е фузија измеѓу џез и диско и фанк, тие преку нивната модерна електронска продукција ме експонираат пред публика која јас обично не би се експонирал и тоа е интересантен момент кај мене, така да работам исклучиво авторска музика, како комплетен композитор, аранжер, продуцент и сум многу исполнет од целата таа работа. Стига малку ќе те вратам наназад. Што влијаеше кај тебе да се развие љубовта кон џез музиката и како дојде до тоа да заминеш за Америка? Па, љубовта кон џез музиката прво беше како секое, да кажам, дете, тоа што слушале родителите и јас ке слушам исто помалци, така да тие слушаја од староградска музика, Тајфите на Садило, Климе Садило, до Creedence Clearwater Revival, Тина Танер, Майкл Джексон, Crusaders. И така да јас полека преку нив, преку тие албуми на Crusaders, Майкл Джексон, видов дека аранжерот, уште како мал имав афинитет да ги приметам деталите во музиката, а не само како типично што ми приметил некој мелодијата и пеењето. Јас ја слушав целата таа, тоа ми дојде некако природно работа во песната што е, да кажам, вертикалниот дел од песната, тој аранжман, таа слоевитост и таа длабина, така да јас се заинтересирав кој е овој што ги прави, читам тука виолини снимени таму, аранжирани од Квинси Џонс, аранжирани од Патрик Адамс и така натака, и почнав да навлегувам
во тој свет на не само на слушање артисти, него на целата таа продукција и така полека преку тие албуми го најдов на Џорџ Бенсон, па почнав да ги слушам покомерцијалните албуми на Џорџ Бенсон, преку неговата да кажем уникатна колосална фигура во џез гитарата, во светот на џез гитарата, навлегов и ја засакав гитарата, иако почнав да свирам виолина прво, после само почнав да свирам гитара, па сериозно, се посериозно и тоа време морав да заминам, немаше институција во Македонија каде би го изучувал џезот, така да заминав во Умбрија, во Перуџа прво на аудиција, така бев примен и така заминав во Бостон да студирам на Беркли колеж за музика. Имаш настапувано во многу делови во светот, Јапонија, Јужна Кореја, Америка, ако нешто испуштив ќе ме дополниш. Можеш ли да направиш една споредба со публиката во тие делови од светот каде што имаш настапувано? И во Македонија, колку македонците на вистина го сакаат џезот, колку дали има вистинска џез публика од? Јас кога растев, кога се уште бев во Македонија, имаше доста квалитетна музика која се пушташе на секаде во, ево да речеме конкретно во Охрид, имаше места како Месофорте, Аквариус, Џезин, се уште е таму, имаше дискотеки и секаде се пушташе нешто што беше во текст со светот и со класиците кои беа 70 и 80 години, тој New Wave, значи луѓето беа сакале или не келе едуцирани преку тие кафичи. Исто така уште поќе во Скопје имаше многу ликови кои се што се многу добар пријател, кои се фанатици за тој фанк, за тој џез и кои го прателе тоа. Сега тие места исто делуваат како некои едукативни центри кои за жал сега веќе не постојат и горе долу со дел од таа публика и дел од денешната тој дел од младината која сепак малце повеќе инвестира во својот вкус и во својата надоградба, културен аспект. Имам публика која навистина е многу лојална и многу рафиниран, има слух. Сега некои ќе залетат, меѓутоа ќе се експонира на тој и ќе речат ова не било толку лошо, интересно и тоа ми е најпреќе сатисфакција кога некој таков успеам да го позитивно заведам со музиката и да се навлече на нешто друго надвор од тоа што го слушаат масите. Моментално што е за жал многу лошо, меѓутоа така и генерално во светот, не е само кај нас и случајот. Многу е зборувано за турбофолкот и за неговото влијание особено меѓу младите. Така. Според тебе, доколку имаш некое влијание и моќ, како може да се делува за да младите, да речеме, на некој начин се образуваат да слушаат поквалитетна музика? Па со тие некои механизми кои треба да ги воспостави државата за да се заштити тој ниво, тој систем на вредности што го имавме за време на Југославија, дефинитивно и во почетокот на независна Република Македонија, се уште имаше еден, така да кажам, пософистициран свет кој не беше загаден од тоа што покасно се, за жал, масовно рашири, од многу причини, и политички причини, и од причини на изолација, и причина на влијание, така да мора да се направат културно-образовни програми, мора да се свати сериозно дека музика што сервира такви некои ефтини пораки и толку ефтино што звучи, е исто како да јадиме брза храна, нездрава храна, како да се исто како да најлоша дрога, било каква дрога е лоша нормално, меѓутоа младината правиме токсикација на мозокот. Точно. Духовно ќе се оштефат скроз. И тоа е огромен проблем, бидејќи јас сум слушал тинејџери и пред тинејџерска возраст, кои се слушаат такви одвратни, изопачени турбофолк песни со такви пораки, што мене ми е то апсолутно ме вознемирви. Како јас имам разговарано и со некои родители нивни и така, што гледам дека не го сваќаат толку сериозно токму ради тоа што тоа се масите. Сократ рекол, ако сакаш да погрешиш, треба да ги пратиш на масите. Значи, тоа сакам да кажам, секој пат било така и во времето на гладиаторски битки, во
Колосеум во Рим, народот бил забавуван и заведен со ефтина, лоша, површна забава, што не треба да се стремиме кон тоа ако сме навистина homo sapiens, ако сме навистина нешто различни од животите, ако сме интелигентни суштества со емоции, со софистицирани чувства, мораме да се бориме како за се друго, за здравието на телото, за здравието на душата исто така. И то би требало од врвот, од државата, од самите тие, од Министерство за култура или било кои други сегменти од општеството како што живееме, да направиме стратегија како младите да изучуваат повеќе историјата на уметност на интересен начин за нив, приступачен начин за нив, да може кој ќе се може да се поврзе. Така да тука имаме многу полез да видиме креативни и да види дека има толку прекрасни работи во класиката, во популарната музика, во сите тие, во сликарството, да видиме дека многу децата кои имаат потенцијал не можеме да ги најдеме сега. Немаме начин како да се издвојат од толпата, некои што би биле гениални сликари, гениални скулптори, гениални и во сите други сфери, да не збориме само за музика. Меѓутоа мораме да направиме стратегија кај што таква ефтина хиперпродукција би била забраната да се слуша. И до сериозно забраната на места кои се во било каков централни јадра, стари јадра, места кај што треба да се развиват и љубовта кон тој урбан софистициран живот, архитектура, социјално дружење, да немаме допир со трубофолкот кој е роден во време на војна, преку војни криминалци, преку наркодилери, и ако ние тоа го славиме, ако ние денес ги славиме тие ликови кои ја уништија државата и Балканов, а не се инспирирани од луѓе кои го променале светот со доприноси кон медицина, кон наука, кон уметност, дека буквално неки не знаат кои се млади, ако прашаш тие не знаат ни во поп културава од 90-ти години кои беа главни звезди, камоли сега да збориме за Рахманинов, Стравински, Мајлс Дейвис или било како. Значи мораме тука страшно да се запрашаме себе си што е то возрастните, зашто тие се чувствуваат дека се интелектуалци, ако нивните деца тоа го прават. Не си ти интелектуалец со завршена диплома. Интелектуалец си само ако си ренесансен човек, ако имаш познавање покрај твојата стручна професија и во многу други сфери, како што вистина биле луѓето од ренесансата, за да можеш да се подискутираш и да имаш суд, јасен, чист суд, што е добро, што е лошо. А чисто како специјализиран во својата струка, ти можеш да си најдобар доктор да слушаш фудбал фолк. Тоа е парадокс. Значи не сме тоа да се дозволи. Мораме да имаме и кај возрастните и кај младите една генерална едукација кај што ќе научиме поуниверзални вредности, ќе испознаеме и така. Кога сме веќе кај младите, што би им порачал на младите што сака да го остварат својот сон надвор од Македонија, како што е во твојот случај? Така. И која е жртвата што треба да се понесе за успехот? Прво што би им порачал, таа завеса од Балканот, од Бугарија, од Србија, од Хрватска и се околу нас, Грција, како да ма спуштат малце, да видат дека ние од комшиве реално стално сме имале проблеми. И дали културен аспект, дали од било каков од политички аспект, стално сме имале некакво влијание, некакви притисоци и само така, ако се поврзиме меѓу себе си, како една платформа, да се пронајдат сличните на сличните, зборно позитивна смисла, симили гаудат, слично на слично се радува и така заедно да си работаме и да гледаме, како што рекол Гоце Делчев, светот како поле за активности. Европа, па Европа е мала, може има Америка, може на Азија. Значи можеме сите ние тоа да го правиме доколку имаме фокус и за доколку сватиме дека немаме не смеме да одиме по линија на помал отпор. Како што сите одели на помал отпор е исто да правиш кариера во Србија или Хрватска. Зошто да пееш на друг јазик? Јазикот со кој цел свет комуницира денеска е генерално англискиот јазик и тоа е така дали си работел во Кина, дали си работел во Индија, дали си работел во Италија, сакам да кажам ќе имаме некакви работи кои мораме да ги прифатиме за да бидеме активни, меѓутоа како македонски композитори, како македонски артисти, спортисти, веќе имаме многу добри спортисти, меѓутоа генерално уметноста е стално нешто што е најкревко кај нас, е најголемата духовна храна. И ако не можеме да одиме во Њујорк,
и да видиме таму македонски бенд, кај што во сериозно призната дестинација, локација или во било која европметропола во светот, во Сеул, не сме работеле доволно. Така да мене цел живот, ма да сум бил така воспитан од мајка ми, од татко ми, да сум борец и да сум достоен на тоа што го работам до крај, без компромиси, и мислам дека тоа е фактички државотворниот елемент кој ни фали нас како народ. Генерално зборно за све, имавме ние како што пример, кој ќе те слуша, публика нема да нешто, ќе најдеш публика, не мора да бараш во Македонија, во Србија, во Хрватска, во Бугарија, ќе бараш во Маđарска, ќе бараш во Австрија, ќе бараш во Англија, ќе бараш во Полска, во цел свет. Имаме толку места за работа тука, како што направиле италијаните, како што тие да ни се примери, заведиле цел свет со нивната храна, нивната музика, нивната ренесанса и многу други примери. Имаме во светот корејците сега, со тој невероватен корејски бран на козметика, на технологија, на уметност, на филмска индустрија. Ние се ограничивме, медиумите не се доволно сериозни во овој поглед. Не се доволно сериозни со сервираат само реалити шоус, кај што дисторзираат процес на станување на уметник. Не може дете да стане звезда без да научи или тој да научи вистински кој е трновитиот пат да се исчеличиш и да станеш уметник. Не можеш преку вечер за да заработат неколку 5-6 други. Не сваќа дека тие не се звезди, дека за 2-3 години 99% од нив ќе се заборавени. Исто како многу политичари што ќе се заборавени. Меѓутоа тоа што го прават фактички звезди се самите тие реалити шоу, звезди се самите тие турски серијали, не знам како да кажам, сопуници, затоа што тие си го делат пленот, а народот плаќа за тоа несвесно. Точно, се согласувам со тебе. Малку за вештачката интелигенција, ако може да позборуваме. Така. Значи, таа е продрена секаде во секоја област, се користи се повеќе за создавање музика. Што мислиш за оваа тема и како да се заштити сопственоста на авторството на уметниците од експлоатација на вештачката интелигенција? Тоа е многу интересно и тоа е долг процес, не е започна само со појавата на вештачка интелигенција, започнато уште порано. Примери ќе ви кажам, повеќе ги знаеме ликови како Принц, како Џордж Мајкл и така натака, кои стално биле во конфликт со нивните музички куќи токму ради тоа што имале порака, став, содржина во нивната уметност, на музичките куќи им требало брза заработка, нешто од тотално друг агол тие размислувале негови артистите и дури не се согласиле, сватиле дека нив им е потребна фигура која само ќе ги слуша нивните толку желна за успех, значи фигура уметник, толку желен за успех што не му е гајле воопшто дали е тоа уметник или не. Само да петре публика, да е рок звезда и така полека со тие компромиси се најда многу празни бендови и уште од 90-ти и 2000-ти години кои ги слуша командите од музичките куќи, меѓутоа тоа префали во целата индустрија, целото конзумерско општество. Значи тие бараат такви површни ликови. Сега инвестичката, кај што ќе заштедат многу, значи се уништија тие грандиозни снимања со студиски оркестри, немаше тука доволно заработка за нив, значи таа лакомост е најопасна за човештвото. Посебно кога станува збор за уметност, за здравје и за тие работи. И тие, преку сега вештачка интелигенција, продолжија да го гледа тој момент како уште поголема заработка за нив, без разлика што ќе се уништи све она што сме го наследиле како градина на цивилизација, на допринеси од минатите генерации, векови и така натака. Значи сега опасно, меѓутоа јас разговарам со доста колеги и најопасно е токму за овие кои праја хиперпродукција во последниве 20 години, кои праја слично како вештачката интелигенција. Јас не гледам нека голема разлика измеѓу нека модерна поп продукција денеска и измеѓу продукцијата кај компјутерот. И тоа мора да не загрижи, бидејќи ако се работеше некога со живи бендови, живи музичари, тој фактор на таа жива човечка изведба, сега веќе све звучи компјутерски, се алгоритми, се звучи неприродно, вештачки. Не сакам да го кажам зборот совршено, бидејќи тоа е далеко совршено, тоа е ѓубре мене ако ме прашувате, бидејќи ако слушаш ти Шаде или Арета Френклин, снимано во тој феноменален класичен начин на траки, било како, тоа не може да го замени никој пат дигиталната AI и продукција. Тие може да се стварно импресивни во своите моментално имитации,
меѓутоа далеку се од оригиналниот звук. Ке рече ќе се победи и тој ќе дојде. Јас не верувам лично, бидејќи компјутерот не може да немат срце што чукат како нашето, секој удар е различен, тие чукат во семплови, во перфекција, и самиот тој факт е различен, драстично, самата таа со тој почеток, така да правата уметност ќе се остане заштитена. Нека му ја мислат тие што беа само потрка по пари, кои издадоа уметноста, кои се родиле со таа една амбиција да бидат уметници, меѓутоа по линија на помал отпор, поќе пари за ова, поќе пари за она, на крај станале турбо фолкери самите тие. Турбо фолк мислам не само фолков како музика, него како култура, како начин на ефтина понуда, ефтина имитација. Да те прашам нешто и приватно, значи кој е четкар, како изгледа за тебе еден најобичен ден, да речеме еден понеделник во своите 24 часа? Многу битен момент е да секој што да работа да има нешто друго што го исто така исполнуваат. Јас конкретно кај мене возење велосипед, калистеникс, вежбам калистеника од уште 12 години секој ден. И обожавам да што на некој начин таа кондициона состојба што стално се трудам да ја одржувам, ми помагаат во турнеите по светот кој ќе патувам, кога имам денес проба со еден бенд, 3 сати вечерта настап, утре лет проба со друг бенд, настап, и тоа е физичко напорно, многу напорно физички, и на некој начин, иако спортот ми исполнува од тој аспект, како да ми помогне во мојата работа, исто како и еден принаков фокус, кај што користам други центри, други работи од стандардната музичка работа што се работам. Меѓутоа исто така сакам да патувам, така да тоа е убаво со мојата работа, кога ќе патувам негде каде имам настап, стално земам екстра неколку денови да можам да видам локалната култура, локалната храна. Сакам да видам што поќе, и тоа го посакувам на сите, дека виде колку е убава планетава, а 1000 години да живееме не ни се доволни да видиме ни 10%. Е тука малце сум љут. Добро, имаш се уште време, да? Така. Преголема планета, толку убава да се фокусираме за жал на погрешни работи како човештво. Доколку би имал можност да седнеш на клупа со некој музичар што повеќе не е меѓу нас, што би го прашал и кој е тој музичар? Кој би бил тој музичар? Јас имам и сонвено и многу пати сум размислували, не е еден музичар, многу музичари се, бидејќи јас како музичка персона сум многу вариабилен, различен. Еден сум како гитарист, еден сум како вокалист, еден сум како аранжер, како продуцент, како диригент, како пратечи вокал. Значи, сите тие разни делови кога ги работам во мојот албум комплетно како кантавтор, ме изразуваат на принаков начин. Така да аз имам аранжери како Квинси Джонс, неодамна што почина, што би сакал да разговарам и да го прашам како тој еднашка кажа генијална мисла, рече кога ќе влезеш во студио, не влегвиш со идеја сега ќе направам хит, него ќе влезеш во студио, влегвиш да исташ дел од својата душа и тие чувства да остане за секогаш врежани во композицијата, во таа снимка. И тоа е многу инспиративно кај мене делуваше уште како мал. Бидејќи само тогаш е вистинска уметност. А денеска луѓе влекот да направиме хит што ќе е сличен на овој Бруно Марс, сега последен што го направи ова, и се е ефтина копија на копија. Тоа е генерално за Македонија и за Балканот. Мнозинството така работи. И да, бидејќи некој тоа го направил прв и поминал. Поминало кај тие радија кои порано имале некаква капија железна, кај што не поминувало се. Имало еден да кажам стражар кој чувал што ќе е поквалитетно. Кога почна таа трка само по побрз профит, тога се рушија тие стандарди по цел свет. Меѓутоа кај нас еден екстра ниво, бидејќи ние заборавивме дури кои се и нашите предци, кои се нашите фолк традиции, Срби забораваа кои се нивните, и тоа дојде како турбо фолк, го уништи старото, го уништи новото. Привремено. Јас сум оптимиста дека тоа ќе се врати, бидејќи како што ќе се софистицираме, ќе сватиме дека ствари сокче на растварање е вештачко, не е баш убаво, поубаво се напиеш природен
џус или уште полво да изеш, овоше да не пиеш ни џус. Тоа исто со музиката, ќе дојдеме до изворот. Само мораме да се стремиме да видиме зато не дал Господ душа, мозок, не да поминиме на животот како слепи конзументи на све што ќе ни е понудено. Јас ги разбирам, не ги кривам сите, некој едноставно не му е тоа. Меѓутоа што далече од прашањата, Квинси Џонс е едниот, другиот е Патрик Адамс, со него бев личен пријател, аранџер на Казабланка Рекордс, кој ми беше како некој начин и тутор, дури живее во Њујорк, и многу прашања останаа неодговорени, кои стално се договаравме дека ќе ми ги кажат, човеков замина, и тоа е, тогаш сваќаш дека многу кратко живиме и наша должност е да го то искористиме максимално потенцијално, потентно, сакам да кажам, да научиме поиќе за храната, да научиме поиќе за сопственото тело, за уметноста, за светот, ама со позитивна мисла да одиме кон тој космополитизам, да се обединуваме едни со други и да се споделуваме едни со други со нашите квалитети, бидејќи квалитетот патуваат. Доброто вино што ќе го направи сега денеска во Тиквешијава или било каде во Македонија, ќе го најдеме на маркетиве сега се поиќе во Европа, во Азија, во Америка, дека е добро квалитетно вино и имаме со што да се попалиме. Со ова друго што го правевме, муабет никогаш нема да видиш Тубо Фолкер со филхармонија во Европа, проект заеднички, бидејќи тоа е смешно. Тоа се одбиваат како магнети со спретставени полови. И тоа е што треба да го сватиме, дека ова не чини и тие што го слушале тоа, малце да се засрамат од тоа што го правеле, бидејќи не ги личи. На Четкар ти благодарам многу за ова новогодишно интервју за мене. Ви благодарам, да сте здрави и живи. Вас ве пратам, ви кажав уште кога бев студент во Бостон и бевте прв медиум тогаш на веб страната да ги читав вестите и се чувствував во контакт со Македонија. И ево до ден денеска и многу ми е кеф што направив. Ти благодарам уште еднаш.